Ситуацијата со корона пандемијата во регионот конечно драстично се подобрува. Бројот на инфицирани се намалува, а драстично е намален и бројот на хоспитализирани. Во двете болници во Штип и Кочани во моментот се хоспитализирани 24 пациенти. Поради намалување на хоспитализираните ковид пациенти, само на 5 до крајот на оваа недела се најавува и затворање на модуларната болница во Кочани. Како дадат извештај дека се намалуваат пациентите кои се за хоспитализација, така да во моментот имаме 5 со полесна клиничка слика, од кои само два се на оксигенска помош. И на мнение сме дека како ковид болница до поредјани тие ќе бидат излечени и фактички оставаат како ковид амбуланта само на едната болница и пациентите се доаѓаат на дневна основа, како дневна болница. Бројот на активни случаи во регионов во моментот е 215, а во Берово и Пехче во моментов има само по еден позитивен на COVID-19. Околу 800 лица вчера и денеска се ревакцинирани со вакцините на Синофарм во регионалниот вакцинален пункт во салата Јордан Мијалков. Ревакцинацијата веќе е започната и се одвива и тече, така да денеска имаме закажано околу 600 пациенти. Од утре веќе бројот на закажани пациенти за ревакцина е поголем, значи се очекува над 1000 пациенти дневно за ревакцина, со тоа што работното време останува во 2 смени да работи вакциналниот пункт до 8 навечер. За сега проблеми кај оние кои примиле втора доза на вакцина нема, а вакцинираните граѓани со препорака до сите оние кои се уште не се пријавиле за вакцина. Добро сум, супер. Добро. Нема проблем, нема ништо. Не. И прошлиот пат нема ништо проблем. Не очекувам ни сега. Препорачувам сите да се пријават и да се вакцинираат. Ово не е играчка. Ovo е озбилна работа. Да зачуваме здравето и на нас и на другите. Па сите да излезат да се вакцинират. Сите да се заштитиме едни со други. Во текот на оваа недела во регионалниот вакцинален пункт ќе се одвиваат само ревакцинации, а за закажување на термини за прва доза се чекаат препораки од Министерството. Чекаме во текот на следната недела да добиеме инструкции кога ќе закажат од мој термин, ќе се одвива повторно вакцинирање со први дози. Од Министерството за здравство информираат дека секојдневно се зголемува интересот за вакцинација, а досега бројот на лица кои изразиле желба за вакцинација преку веб платформата vakcinacija.mk е 422.503 граѓани. 46% од населението над 70 години имаат примено барем една доза вакцина. 39% од населението над 65 години е вакцинирано со барем една доза вакцина.